Добро вечер. Започнува уште едно издание на Урбаните вести. Еве што ќе имате можност да погледнете во нив. Руиниран објект ќе се претвори во детска градинка. Децата со посебни потреби од Ѓорче Петров добија специјално игралиште. Традиционалните занаети во изумирање, но за модерните има надеж. Трибина за популаризација на литературата за деца. Младите повеќе се определуваат за модерните и техничките занимања, отколку за традиционалните занаети. Предничат фризерството и мехатрониката во автоструката, што подразбира спој на механика, електроника, информациска технологија и компјутери. Беше истакнато на денешното годишно собрание на Балканската канцеларија за мало стопанство и занаетчиство. Сивата економија и недостигот на млад квалификуван кадар се уште се најголемите проблеми на македонските занаетчии. Голем број работат на црно, но секторот сепак гледа перспектива. Како што беше речено пред денешното годишно собрание на Балканската канцеларија за мало стопанство и занаетчиство, интересот е генерално насочен кон занаетите кои носат профит. Ракотворбите, техничките занаети, услугите и градежништвото се најатрактивни. Младите повеќе се определуваат за модерните и техничките занимања, отколку за традиционалните занаети. Предничат фризерството и мехатрониката во автоструката, што подразбира спој на механика, електроника, информациска технологија и компјутери. Вице-премиерот Владимир Пешевски истакна дека занаетчиството има значајна улога во поддршката на локалниот одржлив економски развој, како и во борбата против невработеноста. Занаетчиството е во многу сегменти комплементарно и со другите дејности, особено со секторот туризам, кој што во последните години зима замав и кој што сметаме дека има голем потенцијал. Од тие причини и давам поддршки за вакви регионални настани како што е овој денес и се радуваме на тоа што комората се повеќе, занаетчиската комора добива на значење и што соработката со владата е навистина на едно високо ниво. Поедноставувањето на административните постапки за занаетчиите или така наречената регулаторна гилотина, програмата за самовработување, се само некои од актуелните мерки за развој на оваа гранка. Оваа година има две мерки за поддршка на занаетчиството: субвенционирање автентични програми и занаетчиско производство, за што се проектирани 1,4 милиони динари. Занаетчиството, нагласи Пешевски, во многу сегменти е комплементирано со другите дејности, особено со туризмот кој последниве години зема замав. Двата сектора имаат огромен потенцијал. Евелина Прванова од Балканската канцеларија за мало стопанство и занаетчиство ја нагласи потребата од поддршка на државата и се осврна на познатиот дуален систем кој одлично функционира во Германија, а значи добивање добра квалификација, работно место и отварање успешен бизнис, што потенцира го прави занаетчиството привлечно. Според неа, традиционалните занаети се многу важни за идентитетот на една земја и за нив треба да се грижат министерствата за култура. Сигурна сум дека сите кои што ја познаваат Германија и германското стопанство знаат дека успехот на германското стопанство е всушност се темели на јакото мало стопанство. Значи се обидуваме да го зајакнеме, да го поддржиме занаетчиството како во Македонија, така и во Југоисточна Европа, затоа што веруваме дека тоа е темел за развој, економски развој. Во Македонија се регистрирани околу 300 занаетчиски дејности, а бројот на активни занаетчии е околу 7000. Целта на владините политики, како што напомена Пешевски, е оваа бројка да се удвои преку поедноставување на условите за водење бизнис. Балканската канцеларија за мало стопанство и занаетчиство е основана во 2001 година. Во неа денес членуваат 24 организации од регионот и Германија. Локалната власт од општина Ѓорче Петров најави реконструкција на руиниран објект, пошто истиот ќе се пренамени во детска градинка со капацитет за 50 деца.
Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски денеска го посетија објектот наменет за нова детска градинка, кој се наоѓа во рамки на основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски. Сегашниот руиниран објект по завршувањето на потребната реконструкција ќе ги задоволи потребите на жителите на Ѓорче Петров за сместување на децата во градинка, истакна градоначалникот Сокол Митровски, додавајќи дека во новиот објект во Ѓорче Петров ќе бидат згрижени 50 деца, што ќе придонесе за растеретување на останатите градинки. Досега во изминатите години значително е зголемен капацитетот за сместување на децата во градинките, односно за децата од 3 до 6 години капацитетот е зголемен за 20%. На површина од 320 метри квадратни во Ѓорче Петров се изгради игралиште за деца со посебни потреби, со реквизити наменети токму за овие деца и со лесно пристапни патеки до реквизитите. Градежното предпријатие Трансмет од Скопје и општина Ѓорче Петров го завршија проектот Игралиште за деца со посебни потреби. Ова е прво игралиште од ваков вид во општина Ѓорче Петров, лоцирано на просторот на новиот повеќенаменски спортски објект во урбаната заедница Ѓорче Петров пред надвозникот. Игралиштето зафаќа површина од 320 метри квадратни. Бетонирано е, а ќе се постави и гумена подлога, со што ќе се избегнат можни повреди на корисниците. Поставени се и реквизити, прилагодени за овие лица. Изградена е армирано бетонска ограда околу целото игралиште со заштитна намена и лесно пристапни патеки до секој реквизит со широчина од 1,80 метри. Денеска на игралиштето му се радуваа 5-годишниот Јане и неговата мајка Деница, која истакна дека досега било многу тешко нејзиниот син, кој има физички хендикеп, безгрижно да ужива во детските игри. Јас како мајка на дете со физички хендикеп и пристапноста што секогаш не била голема бариера, мислам дека вака треба да изгледа инклузивно игралиште и треба да биде за пример и понатаму и во другите општини да ги има, не само овде. Ова е супер моменти, многу се радувам, многу сме весели, јас и целото семејство, пошто за него најмногу значи, но значи и за семејството кое што ги работи, нели сите оние пропратни физички работи. До сега кај да си играше вашето дете? Па адаптациите ги правевме дома најчесто во нашиот двор и ограничено. Многу тешко и поготово како расте станува секој поголем проблем. Сме го носиле во стандарден парк каде што треба да се дигне на раце, количката да стои на посебно место и тоа се големи компликации, затоа треба минимум 20 луѓе. А сега веќе може да се тоа све подностави. Ај кажи ми кај си играше ти до сега? До сега се лулав, па сега не може да ме фати дете. А сега ќе си играш тука на игралиштето? Може? Што ќе си играш? Ќе се лулаш? Да, ќе се лулам, да. А со другарчиња ќе се лулаш или сам? Сам. После. Освен лулање, што сакаш да си играш друго? Ќе шутираш на кошевите? Јас сакам најмногу да си играм фудбал. Така. И компјутер. А навиваш за некого? Ја одличен голман сум и одлично земам топка. Супер. Писателите за деца денеска на трибина во организација на Градската библиотека Браќа Миладиновци се обидуваат да допрат до причините зошто децата не сакаат да читаат, а ги читаат само задолжителните книги во образованието, не затоа што сакаат, туку затоа што морат. Пишувајте книги за деца, но така што и возрастните ќе ги прочитаат со задоволство. Со ова мото започна денешната трибина која Градската библиотека Браќа Миладиновци ја организираше во рамки на кампањата за популаризација на книгата кај најмладите, на која покрај писателите присуствуваа и ученици третооделенци од основното училиште Коле Неделковски. Авторите кои создаваат литература за деца сметаат дека освен лектирните изданија, малку има книги за деца кои тие би ги читале по свој избор. Професорката од Филолошкиот факултет Весна Мојсова Чепишевска рече дека и лектирите во училиштата треба да се ревидираат, да се анализира дали насловите кои ги читале претходните генерации се исто толку интересни и за новите кои растат со интернетот.
Сваќаме дека сепак таа литература за деца малку како да е подзаборавена. Значи некаде е како да е турната, значи фино спомена колегата Брацо дека се работи само за читање лектирни изданија. Значи да ги прашаме децата, ево тие се тука, нели најголем репер, дали читаат нешто друго освен она што ќе им го даде наставничката. Горијан Петревски, 44 години, пишува за деца и од секогаш го бранел ставот дека литературата е една и не треба да се дели за возрастни и за деца, и дека читателите се создаваат во детството. Според него, вината за незаинтересираноста за читање не треба да се бара само во читателите, туку во програмите на издавачките куќи, неквалитетните преводни изданија и кај самите автори, зашто, како што рече, читателите се создаваат преку добра литература. Подвлече и дека тинеџерите имаат свој свет, погрешно е да им се обраќаат како на вечиња и дека границите сега се погоре и тие сакаат сериозни теми. За светот на децата и младите пред рамно 44 години, самиот безрезервно се определив со сиот свој порив и љубов и наивно верував дека ќе ја урнам поделбата на литературата на детска и возрастна. Зашто такво ограничување, туку речи, нема во светот, барем во умните литератури и култури. Александар Којунџиски пак, кој оваа година од Друштвото на писателите на Македонија ја доби наградата Ванчо Николевски за најдобра книга за деца, рече дека недостигаат средби на авторите со учениците. Меѓу манифестациите кои, како што рече, се узурпирани, ја посочи Караманови средби, кои треба да ја имаат најмладите, зашто Ацо Караманов бил поет младинец кој живеел само 17 години. Некои овие состојби кои сакаме да ги минуваме во литературата за деца, треба да ги поттикне и да ги раздвижи. Мислам дека библиотеката Браќа Миладиновци со овие неколку литературни средби што ги закажа со нас писателите, со дел од писателите, навистина се веќе поттикнување и раздвижување. Видовме, слушнавме колку всушност децата, учениците сепак ги сакаат книгите и другаруваат со нив. Мислам дека во таа насока треба повеќе да се стори. Во спортската сала Гоце Делчев во општина Илинден започна финалниот турнир од државното првенство во футсал машки за основни училишта. Турнирот ќе трае 3 дена, на кој ќе настапат 6 најдобри екипи на државно ниво, а домакин е основното училиште Браќа Миладиновци од општина Илинден. Прилог на Томислав Атанасовски. Започна финалниот турнир на државното првенство во футсал во машка конкуренција кај основните училишта во Република Македонија. Од денеска па се до сабота 29 март во општина Илинден во спортската сала Гоце Делчев најдобрите 6 екипи ќе играат за титулата државен шампион во футсал. На турнирот ќе настапат 6 екипи кои во изминатиот период преку систем надпревари се изборија за учество на овој финален турнир на државно ниво, преку општинските и регионалните надпревари. Успешни надпревари и ферплей игри им посака директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски, домакинот градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски и председателот на Федерацијата на училишен спорт на Македонија Александар Туфекчиевски. Ми представува особена чест и задоволство, а предпоставувам особено е гордост и чувството да се учествува на финалниот надпревар во државното првенство во футсал во Република Македонија, а верувам дека уште поголемо е чувството и гордоста кога знаете дека сте едни од најдобрите млади и талентирани спортисти кои што во иднина треба да бидат носители на репрезентативната игра во Фудбалската федерација на Македонија. Како директор на институцијата која што практично е задолжена за развој на спортот, сакам да ви порачам успешно да тренирате, да бидете посветени, упорни, максимално ангажирани, да ги слушате вашите тренери и се разбира успехот ќе тропне на вашите брати. Верувајте дека само со максимална, напорна, ангажирана и макотрпна работа ќе можете да го постигнете успехот. Сакам да посакам пред се општината Илинден да се представи како успешен домакин на ова државно првенство, а на вас сите да ви посакам успешни 3-дневни државни училишни игри. Домакин на турнирот е основното училиште Браќа Миладиновци од општина Илинден, а покрај нив пласман на овој турнир обезбедија и екипите од основните училишта ТФЮС од општина Чаир,
Тошо Арсов од Штип, 11 октомври од Куманово, Тошо Велков Пепето од Кавадарци и Основното училиште Кузман Јосифовски Питу од Кичево. Финалето ќе се одржи в сабота на 29 март, а за првопласираните 3 екипи на овој финален турнир во футсал обезбедени се дипломи и пехари. Атлетико Мадрид е нов лидер во шпанската премиера лига. Нишкори го победи Федерер во четвртфиналето на тенискиот Мастерс во Мајами. Следуваат спортските вести веднаш по рекламите.